Борбите против Иран не стивнуваат. Војната акција на Израел и САД предизвика и соосветнички реакции на режимот во Техеран со напади врз соседните арапски држави. Берзанскиот индекс е во пад, златото и доларот се вивнаа кон своите нови вредности. Првите реакции се движат од енергетска неизвестност до финансиска криза. Во ово издание на Тренинг соговорник е универзитетскиот професор Маријан Петревски, кој е и член на Советот на Народна банка. Господин Петревски, раст на цените на енергенсите, пат на берзите, дали сме пред нов глобален ценовен шок? Да, добро вечер, благодарам на поканата. Јас не би избрзувал со заклучокот дека ние се движиме кон глобален ценовен или нафтен шок. Точно е дека со овие случувања на Блискиот Исток неизвестноста значајно порасна. Меѓутоа, ако ги погледнеме некои брзи индикатори, како што е, например, цената на нафтата или берзанските движења, ќе видиме дека таа неизвестност е присутна, волатилноста на пазарите е засилена, меѓутоа немаме панична реакција. Цената на нафтата порасна од вредност околу 71-72 долари на најпрво порасна во првиот ден на 76, па сега се движи околу 80. А за споредба, во првите денови од руско-украинскиот конфликт, таа отиде и на вредност до 120-130 долари за барел, зборувам за нафтата Брент. Потоа, ако го видиме движењето на берзанскиот индекс S&P 500, ќе видиме дека тој после една блага надолна реакција во понеделникот и вторникот, веќе во средата забележа стабилизација и се врати на вредноста која што беше во петокот, значи денот пред отпочнувањето на американско-израелските напади врз Иран. Така што волатилност на пазарот постои, би рекол дека пазарот во моментот се уште ги асимилира информациите, се обидува да процени која би била штетата од овој конфликт и уште поважно колку овој конфликт би траел. Значи, за да зборуваме за нафтен или ценовен шок, ние треба да бидеме во ситуација дека тој конфликт ќе трае долго и ќе биде многу по-интензивен. Најавите, но кој може да предвиди колку време ќе трае? Никој не може да предвиди колку ќе трае, иако постојат во моментов најави и од израелската страна и од Трамп дека се очекува дека најинтензивните, да речам, дејства ќе бидат во следните 2-3 недели, пошто се очекува ослабување на силата на иранскиот режим. Советот за безбедност кај претседателката Гордана Сијановска-Давкова помалку оптимистички излезе после оценка дека нема простор за загриженост. Дали тоа значи дека девизните резерви не се на потребното ниво и дека за сега нема потреба од стравување може нов ценовен шок во однос на суровините, односно репроматеријалите, поскапување на животниот стандард тука наведам? Во моментот нема такви движења. Реков, ризиците во моментов се зголемени од потенцијална таква динамика, меѓутоа такви придвижувања во моментот нема. Девизните резерви се на високо ниво, дури во претходните 2 месеци забележуваат благ пораст, така што се сосем во безбедната зона. Може би тука интересно е за гледачите да спомнам можеби која е причината зошто имаме ваква млака реакција на пазарите, на глобалните пазари сега зборувам. Тоа е веројатно затоа што овој конфликт не е нов. Овој конфликт или тензија помеѓу САД и Израел од една страна и Иран од другата страна постои подолго време и веројатно пазарот во одредена мера веќе ја вкалкулираше, да ја наречам, геополитичката премија изразена во цените на нафтата и берзанските цени, односно кај цените на нафтата и во претходниот период, во еден подолг период, ние видовме некое зголемување што се движеше од 10 до 12%. Од друга страна, исто така да подсетам дека кога станува збор за оваа тензија, за овој конфликт, имавме најмалку 2 ситуации во блиското минато,
за кои што се зборуваше дека ќе следува панична реакција, ќе следува ценовен шок, нафтен шок, но ништо од тоа на крајот не се материализираше. Тоа беше ситуацијата кога јеменските хути почнаа да ги напаѓаат бродовите во теснецот Баб ел Мандеб, тоа е од другата страна на Арапскиот полуостров. И вториот момент е кога САД пред 5-6 месеци, тоа беше од прилика јуни 2025, ги нападна нуклеарните постројки на Иран. И тогаш се зборуваше дека ценовен шок, дека ќе се пренесе тоа врз цените на транспортот, врз сите останати цени во економијата, но ништо од тоа не се случи. Затоа мислам дека во контекст на цените и шоковите, ризикот постои, е зголемен, но треба сепак да бидеме внимателни. Министерката за финансии не исклучува зголемување, наместо намалување на инфлацијата и можно не исклучува и можен ребаланс на буџетот. Дали со рестрикциите ќе страдаат инвестициите пред се во големите инфраструктурни проекти? Добро, сега инфлацијата до моментот податоците покажуваат дека таа се смирува. Последната бројка за јануари беше 3,2 на годишна основа, во однос на декември видовме намалување од 0,7%. Сега се очекува деновиве бројката за февруари, јас верувам дека ќе биде некоја слична динамика, односно поволна динамика, за разлика од она упорноста на инфлацијата која што ја гледавме во текот на 2025 година. Се разбира, овие бројки очекуваме да продолжат ако посебно сега во контекст на конфликтот, ако тој се разреши брзо и неизвестноста на некој начин се намали, меѓутоа ризиците постојат се на сцената. Дали ќе дојде до потреба од ребаланс на буџетот во контекст на овие кризи, тоа е многу рано, би рекол, да се каже. Веројатно, ако на ваков начин се одвиваат работите со една, да кажам, поумерена динамика, за ребаланс би се зборувало покасно во текот на годината, тоа е мое лично мислење. Меѓутоа, во секој случај, генералната препорака при секој ребаланс и особено кога се ребалансира буџетот во време на кризи е да се размислува за рационализација на оние што ги викаме непродуктивни или помалку продуктивни трошоци, а да не се прави голема интервенција во насока на скратување на продуктивните трошења, бидејќи токму тие, ако се скратат во време на криза, може да ја оштетат економијата на долг рок. Се разбира, зависно колкав е притисокот, за кратење или за ребалансирање на буџетот, треба можеби да се размислува во насока на реприоритизација, репрограмирање кај капиталните инвестиции и така натаму и така. Професоре, првичните проценки на Народна банка се дека може да дојде до зголемување на инфлацијата и да пораснат и каматните стапки. Па не би рекол дека тоа е проценка на Народната банка, сега кажувам мое лично мислење. Не, ја велам ова е проценка нивна, не велам дека е ваша. Видете, тоа е повторно можно доколку настане некоја посериозна ескалација на глобално ниво и ако тоа се пренесе на домашен терен. Воспротивно, мислам дека има добри шанси оваа стабилизација кај инфлацијата да продолжи во текот на оваа година. Тука сепак да нагласиме дека едно е кога зборуваме за глобалните ризици, цените на глобалниот пазар кои што директно се пренесуваат врз нашата економија, а второ, може би во моментот или во претходниот период беше поважно, тоа беа домашните извори на инфлацијата, значи ефектите од зголемениот доход, раст на платите номинален 2025 беше 9,6%, да не зборувам дека кај пензиите растот надминуваше 20-25%, така што тоа предизвика одредена упорност или перзистентност на инфлацијата, која што во моментов е во поволна динамика, односно пополека се смирува. Значи, ние треба да внимаваме и на тој домашен извор на инфлација главно, кога зборуваме за фискалната страна, затоа што она што се случува на глобално ниво, ние не можеме да влијаеме. Тоа треба да го следиме и да преземаме мерки, меѓутоа не можеме ние да го решиме како мала и отворена економија. Како ова соевидна војна психоза ќе влие врз кредитирањето и потрошувачката? Добро, во моментот не очекувам дека ќе има значајно директно влијание, меѓутоа се разбира секогаш кога се зборува за криза, кога постои ризик од криза,
неизвестноста во економијата е зголемена, така што реакција на секоја неизвестност е дека вие како фирма ќе се воздржувате од некои позначајни одлуки, ако сте домакинство исто така ќе се трудите да рационализирате некаква потрошувачка, да се сведе таа на нешто што е по-неопходно, а некои поголеми одлуки да се одложат за подобри времиња, така што тоа е стандардната реакција во економијата. Меѓутоа, повторно, во која мера сега во моментот, апропо кризата на Блискиот Исток, таа неизвестност ќе се трансферира тука во некои ефекти врз потрошувачката и инвестициите, тешко е прецизно да се каже. Би рекол дека во моментот нема да има значајен ефект, ама повторно доаѓаме до истата поента дека се ќе зависи колку конфликтот ќе трае и колку ќе биде интензивен. Можно ли е и кога Народна банка да ја затегне кредитно-монетарната политика? Во моментот монетарната политика е во насока на нормализација, апропо динамиката на инфлацијата, која што реков дека е поволна, позитивна, бидејќи забележуваме стабилизација и смирување. Проекциите за 2026 година се уште во моментов се движат дека ќе се постигне инфлација помеѓу 2,5 и 3%, што е солидна, би рекол, динамика, иако сакаме да го видиме и да ја видиме и долгорочната цел кај инфлацијата, која што би била веројатно помеѓу 2 и 2,5%. Мислам дека генерално централните банки во моментот треба да бидат само будни, не е потребна во моментот никаква реакција, ако ме прашувате во контекст на тензијата на Блискиот Исток. Значи, тие треба да бидат внимателни, да ја следат состојбата, што е особено пак ситуација во мали економии како нашата, за кои што повторно зборуваме за потенцијален шок од страната на понудата. Тој не можете ништо да направите со монетарната политика во контекст на пренесување евентуално на тие ценовни притисоци врз домашната економија, меѓутоа треба да ги управувате инфлацијските очекувања, кои што се многу битни за динамиката на инфлацијата, и второ треба да водите сметка дали евентуално тој ценовен шок има секундарни ефекти, односно дали се пренесува како притисок врз цените на услугите, па тоа понатаму да влијае врз платите и така натаму и така натаму. Професоре, дали американската борбена агресија кон режимот во Иран ќе влијае врз кинеската економија, која е зависна од дериватите од Средниот Исток, но дали тоа не јакне и руската економија со овие нови геополитички, геостратешки прегрупирања? Така, интересна е таа релација, да кажеме енергетска релација, или она што во моментот се случува апропо кризата на Блискиот Исток, би рекол дека е можеби почеток на еден нов енергетски поредок, затоа што во претходните неколку години апропо конфликтот помеѓу Русија и Украина ние зборувавме за воспоставување на еден нов геополитички поредок. Сега со овој конфликт мислам дека на таа промена додаваме тектонско поместување на, така да речам, енергетските биланси. Сега, зошто е ова важно? Затоа што коректно вие идентификувате дека голем дел од блискоисточната нафта се оди кон азиските економии, тоа 4 најголеми потрошувачи, значи Кина, Индија, кои што се многу големи економии, Јапонија и Јужна Кореја, што значи дека било какви пореметувања во снабдувањето со нафта, со блискоисточна нафта, директно ќе се одразат врз овие економии. Сега, Русија е на другата страна во ова равенка, да ја наречам, затоа што таа е извозник на енергенти, што значи дека зголемување на цената на нафтата и енергентите генерално позитивно ќе влијае врз билансот на Русија, тоа значи за нив директно поголеми фискални приходи, меѓутоа мислам дека Кина е многу предпазлива во тој процес, односно тие сакаат да имаат помала зависност од енергенти од Русија без оглед на нивната геополитичка релација. Така што мислам дека Кина повеќе како одговор на овие случувања повеќе ќе оди во насока на диверзификација, обновливи извори на енергија, потенцијално ќе бара други пазари, што не значи дека нема да ја зголеми зависноста од енергенти од Русија. Значи, две се прашањата. Првото прашање е како ќе се
развива енергетската оска, да ја наречем, помеѓу Кина и Русија во овој контекст. И второто се разбира диверзификацијата на изворите на снабдување. Зборуваме сега за Кина, меѓутоа такво нешто видовме во претходните години на европскиот континент, кој што постигна поголемо ниво на диверзификација и помала зависност од енергенти главно од Русија, меѓутоа и од Блискиот Исток, за разлика од состојбата пред избувнувањето на конфликтот помеѓу Русија и Украина. Благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. Гостин во тренинг универзитетскиот професор Маријан Петровски. Цената на гасот вртоглаво расте. Како тоа ќе се одрази врз македонската економија и работењето на ТЕТО, топлификација, енергенсите за РЕК Битола и ТЕЦ Неготина. Дали со овие нови цени гасот се уште ќе биде алтернативна енергија? Цената на природниот газ се покачи за околу 50% во изминативе денови од почетокот на војната во Иран, а цената на нафтата во моментов е околу 17% покачена, но трендот е покачување секој ден. Фала Богу што северната емисфера, каде што живеат скоро 90% од населението, идеме кон потопл период, кон пролет. Инаку да се случеше ова во предгрејната сезона, сигурно ќе беа триплирани, дури повеќе. И секако дека ќе има страшно влијание врз цените на сите енергенси, а очекувањата се дека ако евентуално војната продолжи повеќе од еден месец, цената на нафтата ќе се покачи дури на 100 евра за барел, и цената на природниот газ ќе биде исто така многу покачена, бидејќи има двојно влијание таму. Иран како еден од најголемите производители на природниот газ, да речеме трет во светски ранг е, со околу 260 милиарди метри кубни годишно, но не е само Иран. И другиот дел од Персискиот залив произведува многу нафта и газ. Еве како споредба ни стои теснецот на Хормуз, поминуваат околу 30% од целиот поморски транспорт на нафта за целиот свет. За среќа уште не е затворен. И околу 20% од целиот течен газ, така наречен LNG, доаѓаат од тој регион. Очекувањата се дека нема да се затвори теснецот во Хормуз, бидејќи 3/4 од тие природни ресурси од Персискиот залив завршуваат во азискиот пазар, кај што Кина е доминантен купувач на тие производи, знајќи ги тие релации меѓу Кина и Иран. Не се очекува, дури под голем притисок Иран да не го затвори, да не ги напаѓа тие танкери што пловат во тој теснец, но секако дека поскапија и другите, и осигурувањето, многу големи транспортни компании веќе прекинаа да пловат низ тој регион, како што е Маерск, и секако зависи колку ќе трае војната. Ако конфликтот продолжи, постои опасност од нафтена криза? Па, од нафтена криза не би рекол, ќе има ценовна криза, бидејќи нафтата се контролира. Да речеме, ако нема да произведе Иран, Ирак, Кувајт и сите тие земји околу Персискиот залив, тогаш ќе се покачи производството во Саудиска Арабија, во САД, во другите големи производители на нафта, но ќе има проблем со цените, бидејќи се пренасочуваат пазарите, се поскапува транспортот и така натаму. Не се очекува да има криза во смисла на недостиг на енергенси, но секако дека ќе има голема ценовна криза. И тоа... кои енергетски капацитети можеле да бидат зафатени? Па, поврзани се сите. Да речеме, и цената на струјата има огромна зависност од цената на природниот газ, и цената на струјата има од цената на нафтата, така што тоа апсолутно се поврзани едни со други, не само цената на нафтата и на природниот газ. За жал се покачува и цената на струјата. Еве видовме да овие денови како се движеа берзите низ регионот и во цела Европа, имаше страшни покачувања на цената на струјата. Секако дека влијае
и тоа е многу лошо, бидејќи Европа е многу зафатена. За голема несреќа ова година резервите на природниот газ во Европа падна на 30%, што никогаш не се случило. Да речеме во овој период лани бе околу 40% сите резерви на природниот газ во Европа и пазарот на природен газ е почувствителен бидејќи не може лесно да се складира. Мислам, поспецифичен во смисла на складирање, на зачувување, во споредба со нафтата, што може многу полесно да се складира, така што поврзани се цените на сите енергенси и поскапување на едниот драматично влие во цените и на сите други енергенси. Во вакви околности, каква е перспективата, иднината на ТЕТО, ТЕЦ Неготино, топлификација, РЕК Битола, какви би можеле во овој дел да бидат импликациите? Па не се очекува да има импликации во смисла на недостиг на природен газ, и ние не купуваме од тој регион. Изворите на снабдување на нашата држава се насочени кон други пазари, но ќе влие во смисла на може да има ценовен шок. ТЕЦ Неготино зависи, мислам, од состојбата на пазарот на електрична енергија, колку што знам во периодов не работи воопшто, а во Битола, во термоелектраните нема никаков ефект. Но секако дека тие зависи колку ќе трае, ако има подолго, мислам, временски, ако биде на подолг период кризата, секако дека ќе има влијание и во другите енергенси. Господин Реджепи, постои ли опасност од инфлаторни шокови ако продолжи кризата? Секако да, бидејќи само со сегашниве поскапување и зголемување на цените, се очекува инфлацијскиот бран да стигне после 3-4 до 6 месеци и моите очекувања се дека тој ќе биде посебно во вториот и во третиот квартал. Не дај Боже да има и други драматични покачувања на цените на енергија. Ние како држава треба да бидеме многу задоволни ако во вториот и во третиот квартал инфлацијскиот бран ќе биде во рамките на 5 до 7%, бидејќи стравувањата на сите експерти се дека тоа може да биде и уште подраматично, што е многу лошо за државата, но секако нема да биде само за нас, тој инфлацијски бран ќе го зафати цела Европа. И денес, од оваа временска дистанца, чувствувам голема гордост, што во тие пресудни моменти не дозволивме да не надвладее емотивното чувство, туку храбро одлучивме да продолжиме понатаму. Имав огромен чест да бидам избран за голем мајстор на големата ложа на Македонија. Јас и понатаму не можам да пронајдам вистински зборови со кои би можел барем приближно да ги доловам моите чувства и возбудата кога зачекорив во импресивната просторија пред високите офицери